Модната индустрија и шоу бизнисот скоро секогаш одат рака под рака. Кога станува збор за модната индустрија, а тука и шоу бизнисот, скоро секогаш се мисли дека шоу бизнисот е тој кој што носи најмногу пари, меѓутоа луѓето можеби се лажат, заради тоа што модната индустрија е една од 5 најголеми светски модни индустрии кои носи најмногу приход во светот, односно во земјите кои што увезуваат или извезуваат облека, односно модни парчиња. Мора се спомне дека тука е и Македонија, која што со 593 милиони евра извоз, некаде високо котира на таа скала, се разбира не во светски рамки, меѓутоа во нашите локални рамки. Наша денешна тема е модата, како што може да забележите и сами, а ние имаме еден толку впечатлив гостин што можам да го наречам буквално легенда на македонската мода, токму заради тоа што тој е еден од првите наши манекени кој што имаше најдобра модна кариера, најдобра интернационална кариера, го гледав на светски списанија, на модни писти, работеше за многу познати брендови и за денес сето тоа да го пренесе на оние на кои што им е потребно такво огромно и професионално знаење. Со мене денес, дами и господа, Алек Наумовски. Алек, здраво! Здраво, Небојша, многу ми е драго што повторно еве, конечно да седнеме, да се видиме и да си направиме муабет за се она што се случува, нели, у изминативе години. Але колку време помина од кога заврши твојата модна кариера, ако може така да се каже, заврши, меѓутоа еве модни ангажмани, конкретно списанија, фотографирања и едиторијали? Па некако со отварањето на нели нашата агенција тука веќе замре, да речам, мојата работа, иако повремено, нели, понекогаш може да се случи да ме ангажира, да настапам, нели, некое учество да направам, не е проблем, меѓутоа повеќе се посветивме од кога се отвори агенцијата на работа на младите луѓе, на нивната работа, се посветивме на нивниот пласман и тука и интернационално, така да не може двете, нели, да ги балансираш работи у исто време, така да повеќе се посветив ете на тој дел, да речам. Малкумина знаат дека твоите почетоци се поврзани за Зоки Поки и за Петре Прличко, односно дека беше актер своевремено, односно од мали нозе. Колку тоа допринесе за успех во твојата кариера, односно сцената како сцена? Па, да, очигледно многу голема улога играше сето тоа, бидејќи од мал, да речам, од мој некои 7 години бев член на детска радиодрама, под водство на Софија Гогова Врчаковска и благодарение на таа детска радиодрама почнав да ме научиам многу работи за сцена, за говор, за буквално од дете бев, како да речам, ослободен од трема и од сите тие работи, бидејќи покрај тоа што имавме емисии на радио, нели секое утро снимавме Добро утро, драги другарчиња, шарена емисија за деца и така натаму. Имав учество и во неколку македонски проекти, серии, детски серии, филмови и така натаму. И сето тоа ми беше огромно искуство за да се осеќам комотно, лагодно пред камерата и да немам на некој начин трема. Иако понатаму некако се посветив повеќе, нели, на модата и некако тоа повеќе ми легна. Меѓутоа искуството што го имав како дете обкружен со, нели, сцена, камери и сето тоа ми беше драгоцено. Надица Георгиева е една од нашите најпознати топ модели во историјата. Те откри на еден начин. Како течеше патот од себе спознавање, односно, веројатно Надица ти ги даде насоките, па се до вивнување во облаците, конкретно Виена и твојот ангажман таму, па потоа и Милано? Да, пред тоа да се случи, нели, средбата со Надица и да ме упати и да ми укаже дека ете може да се работи како модел, она беше навистина бренд и име во тоа време, бидејќи беше победи на Look of the Year на Југославија и беше во Атами, Јапонија, таму се надпреваруваше и потоа склучи договор со Елит, што у тоа време беше под водство на Џон Казабланкас и у тоа време беше навистина нешто посебно.
И она кога дојде случајно на кратко во Скопје, ние тогаш се видовме и она ме прати да ме слика фотограф и рече твоите материјали ќе ги однесам во Виена за да видиме нели како ќе реагираат. И не поминаа ни 2 недели од како она отиде, мене веќе на фиксен ме побара од агенција и ми рекоа дека треба да дојдам да направам пробни тест шутинзи, па за да видат нели дали понатаму ќе работат или нема да работат со мене. Така и се случи. Отидов, направивме тие тест шутинги, после веќе беа сигурни дека ќе можеме да работиме, ми дадоа да потпишам 2-годишен договор. И матичната агенција ми беше практично во Виена, меѓутоа они имаат нели сестрински агенции секаде во Европа и почна да ме праќаат во другите земји. И практично така почна све. Базата ми беше таму, меѓутоа се патував, одев, сликав, снимав све тоа што требаше и се враќав во Виена. И тоа беше негде околу 2-2,5 години. Колку е тешко да се пробиеш на таа сцена, бидејќи милиони од целиот свет се слеваат во Милано и Виена и сите центри на модата. Меѓутоа тие на некој начин се издвои од толпата и направи свој виден успех. Како успее, покрај физичкиот изглед, дали се баре нешто друго? Па да, мислам дека физичкиот изглед во тоа време беа различни критериумите во однос на денес. Требаше да поседуваш некој си, они така го викаа како фактор X, за да бидеш воочлив, препознатлив по нешто и за да можеш нели да те ангажираат. Покрај тоа ја мислам дека многу пресудно е покрај физичкиот изглед, нели да имаш доволна висина и така натаму. Мислам дека исто е многу важно каков си карактерно, дали си посветен, упорен, дали знаеш да зборуваш јазици и така натаму, колку си снаодлив. Сето тоа допринесува да развиеш или да имаш една добра кариера, бидејќи многу често се случува на снимање или на шутинг, на било што, клиентот или луѓето што стојат нели позади, ако им се допаднеш као карактер, ако си нели со добар вајб и сето тоа, тогаш решаваат повторно да те земат, повторно да те ангажираат, така да верувам дека тоа е склоп на повеќе работи. Значи не е само физичкиот изглед, него и дел од карактер и како ти се представуваш. Кажи ми за средбата со Дженифер Лопес. Дали се виде со неа? Дженет Джексон е во фокусот за моето следно прашање, нели беше еден од тие кои треба да учествуваат во спот на Дженет Джексон. Раскажи ти приказната многу подобро од мене, ќе го кажеш тоа. Така. Не, тоа беше кастинг во Минхен, каде што дојдоа модели се слева нели од цела Европа и у тој период требаше да се снима спот за Дженет Джексон. Меѓутоа во тој период J.Lo не беше уопште позната, него и беше придружен или танчарка беше или вокал, не сеќавам, во тоа време не беше позната, само Дженет Джексон беше звездата. И практично сите модели од агенции од Европа отидоа на кастинг, отидовме на кастинг во Минхен и си го чекавме таму нели редот, секој да помине, да има нели проба и така натаму. Имаше многу селекции од да речеме 200 на 50, од 50 на 20, од 20 и така ја влегов меѓу тие да речам првите. Меѓутоа еден италијанец ја доби работата. Не се разочарав бидејќи ми беше стварно огромно искуство, се многу луѓе видов и сите тие работи. J.Lo не ја видов, за жал. Меѓутоа ми беше навистина добро искуство. Мислам, верувам дека кога се снимаат такви огромни видео спотови, музички спотови, дека побарувањата се големи и за моделите и за танчирите и секој има уствари желба да биде дел од такво нешто, таков спектакл. Се врати во Македонија и покрај тоа што имаше кампањи или беше баран насекаде кај нас, се случи отворањето на агенцијата заедно со Надица, твојата долгогодишна пријателка. Дали те удри еден културен шок кога се врати тука и види дека работите не се исти, ама ни подразно како на Запад? Па да, имаше голема разлика, поготово ете у тоа време се трудевме некако да
да наметнеме некаков начин на функционирање на модата. Чекавме да се отворат многу повеќе маркетинг агенции, да има поголема побарувачка. Сакавме да го пренесеме цело на наше знаење на моделите, иако навистина е различно. Не се споредува, бидејќи они функционираат така веќе со години, а кај нас беше тоа веќе нешто друго и ново. Ни требаше и нас време да се прилагодиме, меѓутоа пак ја заклучам дека модата во тоа време беше и некако имаше многу повеќе случувања, имаше многу повеќе ивенти, имаше многу повеќе дизајнери и некако се беше во зародиш на некој начин. После тоа веќе некако тоа се опадна. Меѓутоа ние тоа што ни беше како првенствена намера и цел да обучиме млади, нови таленти, лица на модели, да работиме со нив извесен период, а потоа да можеме да ги пласираме во странство. Тоа ни беше од самиот старт некако таа идеја и со Надица навистина се потрудивме да го направиме тоа. И еве денес од оваа перспектива веќе можам да се пофалам дека има доста голем број на модели кои работат интернационално, работат за добри брендови, работат со добри дизајнери и ние сме многу горди на сето тоа. Токму тоа успеавте да извадите неколку македонски девојки на светскиот пазар, меѓу нив Елена Трајановска, која што ја сметам за гордост македонска, бидејќи е можеби една од најпрепознатливите македонки кои се бават со мода во странство. Сакал да им објасниме на гледачите како оди патот на парите. Значи Елена заработува, колку добива агенцијата, колку добиваат другите агенции, нели сето тоа е еден круг поврзано е сето тоа, не е само во вашата агенција, туку и во другите агенции. Така. Вака, моделот му треба време, односно не може веднаш да заработува, како што они тоа така мислат. Има период кога работи на себе и вложува во себе, значи ако треба може да вложи во својот бук, во своето портфолио, да направи многу побави материјали за да може потоа да го букираат или да го ангажираат за работа. Треба период да помине, значи 2 години, 3 години додека почне да работи, да речам, или почне да иде на поубави, поголеми кастинзи. Тука е веќе колку е, нели, агенцијата што го застапува, колку е добра за да го бутка моделот и дали го праќа на тие добри, нели, кастинзи. Така да, на Елена Реј, практично ја мислам дека све и почна онака ептен на 2015 или 16 кога ја отвори ревијата на Келвин Клајн во Њујорк, од тоа и беше веќе голема појдовна точка. После тоа работеше за скоро сите дизајнери, не се ни сеќавам, знам дека дори дизајнер на висока мода во Париз. Апсолутно, да. Работеше и едиторијали, сликаше за Harper's Bazaar во Италија, во Комо. Потоа сликаше за Джими Чу, за Прада, за Армани имаше ревија во Париз, така натаму, се не се ни сеќавам на сите проекти какви биле, меѓутоа тука и беше веќе, нели, тоа што и тргна. Сега Неза, например, ја застапува или матична агенција во тој период во Њујорк и беше, да речеме, не знам, Woman, најверојатно. Они од незината работа земаат 30%. Потоа они даваат на матичната агенција во Белград, каде што, нели, ја пласираат, и матичната агенција од Белград како нас, како сестринска агенција, ни дава некој процент од незината работа. Дали тоа значи дека добро се платени и високо котираат манекенките, кои што високо котираат буквално на светската модна сцена? Па да, сега ако фати добра кампања и ако работи на исклучително добри дизајнери на тие реви, тогаш да, заработката е навистина голема. Имаше, да речам, има модели кои работат за непознати толку дизајнери, меѓутоа има модели кои работеа стварно и на имиња. Така да верувам дека колку е поголемо името, толку е подобро платено. Од годините каде што беше еден од најголемите бренд амбасадори на земјава на моден план, па се до годината 2025, веројатно многу нешта се изменија. Посебно последниве 10 години, мое чувството, веројатно и твое чувството, дека многу слабо функционира македонската модна сцена, практично и како да не постои, освен 2-3 ивенти кои што ја покриваат цела година со такви модни настани.
Што мислиш, каде потфрливме? Па, да, се сложувам. Таа е таа констатација што и јас лично нели се почувствував за последниве така години. Навистина не би знаел нели да одредам некоја причина заради што е тоа така. Има некои македонски дизајнери кои и ни сите овие години се трудат и творат и прават и навистина големо браво и аплауз за нив што и покрај сето тоа они прават. Меѓутоа не знам, најверојатно и тие што ги имавме како поголеми ивенти, најверојатно сватија дека не знам, нема толку добри куќи за да се рекламираат или било како, а се е тоа едно со друго поврзано. Ако некој не ти значи нема производ за да го прикаже, тогаш апсолутно ти немаш зашто да го правиш ивентот. Веројатно се е тоа некако поврзано. И многу ми е жал, мислам, се надевам дека ќе се сменат работите и повторно ќе имаме онаа модна сцена што беше од пред 15 години, кога навистина и тогаш имавме многу ивенти и многу настани. Што мислиш според тебе, кој би бил следниот, под наводници секако Алек Наумовски, односно би постигнал таква интернационална кариера како тебе? Знам на времето дека ми кажуваше дека Андреј Клинчаров е тој кој што може да направи интернационална кариера. Да. Андреј беше одличен, он 2009 мислам дека почна да работи, онака сериозно и здраво и беше во Милано, па потоа отиде во Сингапур, па почна да патува. Меѓутоа прекина, се посвети на архитектурата, сакаше да ја заврши и само ради тие причини он се повлече. Сега, во моментов малце неблагодарно е да кажам, пошто тие се мои модели од агенција, меѓутоа има да речам, може би 2-3 што работат и одлично функционираат, имаат работено исто за многу јаки брендови, така да верувам дека ќе има наследници секако. Моментално Андреј Пајмаковски работи во Шангај, он е еден од подобрите. Христијан Стојановски исто работи веќе со години и неговата кариера е сосема одлична. Мухамед Енус е исто едно препознатливо лице кој има работено стварно и за навистина добри брендови, така да има повеќе што верувам дека ќе работат и понатаму и ќе се издвојат како посебни машки интернационални модели. Меѓутоа, човекот во кој што веруваше најмногу и во кој што полагаше најмногу надежи и кажа дека таков манекен нема да се роди во следниве 50 години беше Филип, односно дечкото кој прерано почина. Филип беше еден исклучителен манекен, исклучителен талент, кој навистина можеше да направи на интернационална блескава кариера, бидејќи беше посебен и како лик и како личност. Знам дека тоа толку многу те погоди тебе, пошто бевте пријатели, ти сепак му беше менаџер. Како од денешна перспектива го гледаш сето тоа? Дали ти недостасува Филип? Апсолутно да. Тој беше некој таков многу лош период, тоа беше за време на короната, тие години кога се случи тоа. Тоа нешто што ти остава неубава трага во тебе и односно те фаќа неспремен, пошто тие се сепак млади луѓе и ти очекуваш дека они допрва треба нешто да направат во животот, нели да им се отворат можности и такви работи. Кога ќе се случи нешто такво, поразен си. И апсолутно ти треба време да го надминеш тоа, да го поминеш. Загуба огромна, можам да кажам, огромна загуба за модниот свет. Имавме планови, сакавме да работиме интернационално, да продолжиме и сето тоа, меѓутоа, кога ќе се случи такво нешто, све се менува. На љубовен план имаш еднаш изјавено дека сродни души не постојат. Дали денес се уште веруваш во тоа?
Па, да, некако така е. Сродни души дека не постојат некои сличности меѓу луѓето, може да си најдеш многу близина со некои луѓе, односно ја што викам вајбот да ти прија или да не ти прија. Меѓутоа све другото е работа и навика и колку ти сакаш да се вложиш во нештото. Колку си спремен на компромис, колку си спремен да попуштиш, колку си спремен да се е тоа една работа. Мислам, работа верувам дека е не само во љубовта, него во било што и во пријателството исто е работа. Треба да одвоиш време, треба да одвоиш од дел од своето време за да го посветиш на некој друг. Сето тоа е некаков тип на работа, посветување и така натаму. Затоа викам дека вајбот е многу важен. Или ти прија, сакаш да одвоиш време, ќе се дружиш. Дали сега постои таков вајб кај тебе? Дали си заљубен? Не сум затоа што скрос посветен сум повеќе на работа и на такви работи. Меѓутоа сега сум некако многу желен да шетам, да откривам нови земји, да откривам нови луѓе и некако така ми е периодот, сакам многу да патувам. Има ли личности кои те повредиле во животот на љубовен план? Не ме повредиле. Да, некои врски што биле завршиле, и ден денес сум пријателски, така да нема, мислам, не. Тоа е, знаете како, во некое време, одреден период во животот се појавуваат луѓе, се дружите, се тоа комуницирате ово напосле тоа, ќе ги снема, меѓутоа сето тоа е за нешто добро. Ќе научиме некои лекции, ќе видиме, ќе имаме некакви искуства, ќе станеме можеби подобри луѓе и тоа ќе не направи секако да сме подобри понатаму. Има едно интересно прашање кое цело време ми провејува додека го правиме моабетов, а тоа не е ништо ново. Во многу наврати, па и светските медиуми го пишуваат тоа, дека во модниот свет влада и модна проституција. Веројатно си информиран дека постојат такви нешта. Од кој аспект и како го гледаш сето тоа? Заработка на брзи пари, преку ноќ достигнување на слава или сосема нешто трето? Ја пак ќе кажам дека тоа многу зависи од самиот модел. Како он пристапува и како моделот сака да работи, секогаш може да скршнеш од патот, апсолутно тоа не е проблем. Меѓутоа, за тоа викам, ако стои позади тебе професионална модна агенција која навистина сака да направи кариера и да те пласира во интернационалниот моделинг, тогаш апсолутно нема зошто да се грижиме. Меѓутоа, пак ќе речам, тоа зависи од самите модели. Кој како си го бира патот, тоа е до нив. Кој како се поставува, се е тоа до нив. Значи, ако имаат они подругачија идеја од тоа што, например, им ја нуди агенцијата, они секако ќе ја напуштат и ќе си отидат по друг пат. Така да, не е тоа дека, мислам, е како сврзно ткиво, да речам, споено со агенциите, апсолутно не, зависи од индивидуално од личноста. Кој женски модел сметаш дека во моментов најдобро котира, македонски модел најдобро котира на светските модни писти? Па не мора светските, може и европските. Наш модел? Да. Па пак мислам дека Елена Реј се уште, меѓутоа имаат веќе и други звучни имиња кои дојдоа и кои направија одлични проекти. Да не забравиме, Ивана Манас работеше за Долче Габана, имаше цела кампања, работеше Реви, се појави за Филип Лейн лани на Ревија, така да, мислам, има Горјана Џоја исто сосема солидно работи, еве се спрема да замине за Париз. Ивана Караджова е тука, Татјана Јанушева имаше исто одлични кампањи, работеше. Сара Стои имаше една одлична лани, па цела сезона беше одлична, работеше. Сега во Токио, Јапан беше. Се врати, мислам дека треба да замине за Милано. Така да има повеќе и сите они веќе некако си го најдоа своето место во светскиот моделинг.
Модата често навлегува во сива зона, ако можам така да се изразам. Дали некогаш си добил некаков непристоен предлог кога е во прашање модата и модниот свет, бидејќи знаеме што се дешава зад кулисите? Па, не би рекол. Па ќе кажам, тоа е како се поставувате и како професионално си го одработувате вашиот ангажман и кога знаете дека стои позади вас некој како нели добра агенција, здрава и имате некакво реноме, тогаш нема потреба да се секирате. Видете, секогаш можеби ќе има некаква понуда или нешто, меѓутоа тоа зависи од самиот модел, колку ќе прифати, нема да прифати, како ќе се постави во таа ситуација. Треба да се знае дека си е професионален модел, си го работи тоа што треба и нема поместување. Бидејќи модата е тесно поврзана со уметноста, би те прашал еве за крај, дали би се соблекол гол еве сега на овие години, доколку се побара тоа од тебе нормално за поголема сума на пари? Па искрено не, затоа што кога ми беше она возбудата и желбата да се докажувам, покажувам и така натаму, тоа било во друго време. Од оваа перспектива апсолутно не, гледам сосема другачија на работите. Апсолутно нема против, нели, кој може и кој нели сака, секако дека тоа треба да го направи, ако го прави среќен, меѓутоа јас апсолутно не, од оваа перспектива никако. Не ме интересира, сосема друг ми е фокусот и онас друго ме прави среќен. Алек, ти благодарам многу за ова интервју, ми беше чест што разговарав со тебе, морам да признам, бидејќи модата ја пратам веќе 25 години, заедно сме на разни настани, се гледаме цело време. Меѓутоа имаме уште две рубрики кои би сакале да ти ги поставиме, а за тоа потоа. Сега сме во рубриката 10 е ама, една од нашите најгледани рубрики. Со мене е Алек Наумовски, нашиот најпознат манекен, кој се стекна со интернационална слава. Алек, имаме неколку прашања за тебе, се одговара значи од 1 до 10. Јас ти поставам прашање, ти одговараш од 1 до 10, да даваш одношно оцена и кратко образложение за самото прашање. Почнеме за првото прашање. 10 ама нема пасош. Како? 10 ама нема пасош. 10 ама нема пасош. Тројка. Зашто? Па не знам. Во денешно време сите треба да имаме пасош, така? Апсолутно, да, апсолутно. Меѓутоа треба да збркаш за да си извадиш пасош. 10 е манекенка, ама не знае да чита книги. Односно не чита книги. Двојка. Па сепак треба колку толку да има едукација и да се прочита по некоја книга. Било кој жанр да е. 10 е, ама мисли дека е Дубај во Америка. Тоа е лошо. Тоа е лошо. Ајде, тројка ќе дадам оценка. 10 е, ама секојаш чека спонзор, односно некој да ја плати пијачка во кафеана или во кафич. Лошо. Треба секој сам да се потруди, нели, да си направи, да може да си овозможи барем да си плати пијачка. Секако. Од 1 до 10? Двојка. 10 ама мисли дека еврото е валута која само се плаќа во Грција. Лошо. Нели апсолутно, барем во земите на Европска унија треба да се знае дека може да се плаќа во евра. Така да, ајде, 4 ќе кажам. 10, ама секогаш кога ќе излезе се кара со келнерите. Тоа не треба. Тоа е лошо. Секој си заработува честно на свој начин и секако дека треба нели да ги сите луѓе да ги гледаме еднакво. Така да не знам тука што оценка би стајал. Не знам, 2. 10, ама мисли дека Wi-Fi е храна. Па добро, може има некоја слична храна што не зазвучило така, во секој случај лошо. Не знам,
Ајде, тројка. 10 е, ама на прашање што е Инстаграм, мисли дека е книга. Па, бога ми да, у денешно време мислам дека не би... Па дури младиве знаат што е Инстаграм, ама ајде, добро, окей, може да се случи нешто такво. А 4. 10 е, ама за жал не знае колку месеци има во годината. Па, тоа е веќе стварно лошо. Тука више не знам ни што оценка да дадам, најниска, што може. 0. Нула, апсолутно, да. 10 ама не знае да се бакнува. Па ке повежба, па ке научи да се бакнува, така да верувам, ајде тука ќе дам 5. 10 е, ама кога се бакнува, замижува со очите. Па добро, тоа е во ред. Тоа е, се препушта на чувствата и тоа е убаво, така да тука веќе би оценил високо, 7-8. 10 е, ама носи високи подпетици од 20 сантиметри. Па, без разлика ако се осеќа пријатно и ако може и ако нези е тоа супер и ако се осеќа пријатно во сето тоа, тогаш да, нека си ги носи. Апсолутно, така да висока оценка ќе давам тука, 7, не знам. 10 е и се допаѓаш, ама не ти лајкува постови на Инстаграм или на Фејсбук, онamo каде што постираш. Па добро и сега, да, тоа исто го има и се случува затоа што не знам, така некои така реагираат од луѓето, не можам да кажам ни дали е добро, ни дали е лошо, ми би оценил као еве 5. Сега сме во рубриката Kiss Mary Kill, исто една од нашите најгледани рубрики, најозборувани рубрики. Правилата се многу јасни, јас те поставувам 3 прашања, односно ти поставувам и 3 одговори, а ти бираш што ќе направиш, како ќе ги распоредиш ти одговори. Значи, 3 прашања се со кого би се бакнал, со кого би се оженил и кого би убил. Нашиот предлог на Hype TV е Татјана Стојановска, водителката Татјана Стојановска, Маријана Станојковска и Елена Ристевска. А прашањето беше првото со кој? Со кого би се бакнал, со кого би се оженил и кого би убил? Маријана Станојковска. Прво, ја бирам, бидејќи се знам. Со неја би се бакнал? Да. Добро. Би се оженил со? Татјана и Елена. Па, ајде Татјана, пошто е Шкорпија. Значи, ја убиваш? Не мислев да ја убијам. Фигуративно. Добро, да, не, да. Океј, така излезе, не знаеш. Да. Ред, фала ти многу.